Повторно сме заедно со мене, вашиот шеф Марк, и повторно во старо новите авантури низ Дебермало. Минатиот пат, Тули, Зоки Малиот и Мирче Чамо ни открива магијата на Дебермало. Ни говореа за боемскиот живот на Боемската улица, но и за култните ликови од Дебермало. А во ова авантура, следејќи ја Боемска 2, одиме до уште еден култен објект во Дебермало, и Дадја М. Кој не преклучека таму? Хе-хе, за кратко ќе дознаете. Здраво. Добар ден, шеф Сашко. Тоа е. Мило ми е. А? Мило ми е. И мене ми е мило. Малку ми беше чудно, навистина, кога се симнуваш овде, си малку низок. Арно, ти не сме високи луѓе, јас сум низок и дебел. Така, ти си висок и помалку слаб. Така. Пред се, ќе си наместиме убава престрика. Нашите партнери ни направиле убави престрики, снеме копчето и ќе можеме да почнеме. Од и почетот во кујна е минимум престрика. Така. Се дават медали и се дават и престрики. Ајде и за мене. Вала. Како ви кажав, нашите партнери се знае. Авантурите на Марк прво, тоа е нашата емисија. И... Витаминка, Карес, Унибанк, Президент, Спонзорите, така. Алпско, така. Сите што не поддржуваат, за да можеме да направиме прекрасна емисија. Ете така. Ајде, јас да се местам таму, дојди овде, за да можам да гледам убаво што ќе готвиш за мене денес. Кажи ми што ќе готвиш. Денес ќе ви припремам, значи, тавиче со сирење, домат, кромит. Тавиче. Да. Што е тавиче во тавче? Ке ми направиш. Во земјино тавиче. Това се вика тавиче. Но ми кажавте со пиперки, со пиперка, кромит, домат и кашкавал. Серенда. Да. Супер. Това е пред јадење. Да, пред јадење. Главно јадење. Добро. Пред јадење тиквици во сос. Добро, одлично. Со лук. Добро. Доматен сос и рендано сирење. Океј. А сирењето ќе употребиме секаде. Да. И плюс од нашите партнери одлично, браво. После идеме тескавица керпиш. Океј. Со сирење, може и со кашкавал и пршута. И се преклопува таа, се пече на скара. Ајде да почнеме. Добро. Што ќе правиме сега? Имаме и друго. Друго, има уште? Имаме растурен ражниш на селски начин. Добро. Тоа ќе иде со свинско каре, прас и сува пиперка. И сува пиперка. Да. Браво. Само скопски специјалитети, да кажеме. Стари скопски специјалитети. Да. Па и кафаната е... Да, знаеме и даде ја има приказна позади, да. Назив на кафаната исто Мезе Чатал. Мезе Чател. Чатал. Чатал, пардон, извините. Моето акцент е малку Чатал. Добро. Во Мезе Чатал ставаме, значи, блага пиперка и кромит. Океј. Супер. Плескавицата е од мелено месо, обавезно. Ама кој месо? Мелено месо, значи 70-30. 70% свинско месо, 30%? Не. 70 говеско, 30 свинско. Добро, океј. Се преклопуваме плескавицата. Ја го време како пица калзоне. Да. Добро. За да не истече сирењето и кашкавалот. Добро, супер. Сега одиме за печење. Сега ја ставаме на печење. Супер. Можеме да правиме нешто друго во меѓувреме. Во меѓувреме може да го ставиме и месото. Месото? Свинско. Да се подпече. Да се подпече за растурен ражнич. Супер, ајде. Одлично. Во меѓувреме да не губиме време, можам да ги ставам. Во меѓувреме да не губиме време. Да ги ставам тиквиците. Тиквиците да се пржат, добро. За тиквици во сос.
А се става доматен сос. Доматен сос, Добро. ставаме после тиквиците, Натре. малку лук и рендано до згора од И тоа води во печка или на скара? сирењето. По правило треба во печка да иде, Аха, ми ќе оставиме на скара. ама ќе го ставиме ние на скара и Добро. ќе се стопи сирењето. Океј. Сега го ставаме малку да се издинства. Добро. И ќе додаваме И сува ќе пиперка. додадеме Сува пиперка, Добро. Сува лута пиперка или блага. блага? Добро. И ова ќе оставиме пак на скара? Да. Да се допече Во меѓувреме сега ќе го ставиме сирењето сирењето за тавичи. за тавиче. Сирењето тавичи. Тавиче. Да. Добро. Значи, Тоа и сирење. оди на скара? Не. Тоа иде на скара, да. Мора да се потпече сирењето на скара, Добро. промидот да се потпече, доматот и пиперката. Добро. Прво иде сирењето да се Сирењето. потпече, да. Сега ќе додадеме уште малку доматен сос, Добро. тука, малку лук, уште на тиквицата и на сосот. И на крај додаваме во тиквиците рендано сирење. Рендано сирење. Президент. Па така. Супер. Ова е при крај. Тоа е при Плескавицата крај. е при крај. Да. Ова исто. Тоа е при готово крај. веќе. Тоа е готово. Супер. Оставете да. Нека Така, стои така. стои Супер. така. Вуала. Само ни остана уште мезе шатал и тоа ќе Мезе биде шатал, добро. за брзо време. Ајде. Ставиме само промит Малку кромит. Добро. и блага пиперка. И блага пиперка. Освен состојки дека гледам по македонската кујна се исти кромит, пиперка, во глобала. томат. Да, основите лук. Тоа многу се употребува, малку на друг начин, суви пиперки и така, ама тоа се основите на мирици што се употребува во македонската кујна. Да. Ете така. Јас го видов големиот дел, мислам Значи, ти ова сега е при крај. готово е Ова при ќе го крај. ставиш во тавчето. Во тавчето, Ова да. е спремно. Ова е спремно. Спремно, плескавицата ни е Плескавицата спремна. Ова е спремно. А, Знаеш што? да. Ќе те оставам, ќе се качам кај газата горе и се гледаме после. Ќе ми Ево сервираш ме. ова све? Да, А? секако. Ајде. Договорено? Ајде. Фала ти шеф. Благодарно. Добро. Фала Било ти. ми е што не Да. посети. Фала ти. Господине, прво ќе се заблагодарам до вас што сум овде вашиот, како да кажам, гостин на ова убава маса, убава кафана, една од најстарите, да кажеме, во Скопје. Вие сте газда овде, има господинот. Ќе почнам со вас. Благодарам. Кој сте? Што сте? Не ве познавам, извините. Јас сум млад, како да кажам, граѓан од Македонија и многу сакам да учам кои се луѓето, каде се местата. Кажете ми нешто за вас? Да, благодарам. Вие сте и нов во Македонија? Да. Да, и ја не сум многу овде во место, скоро 5 години. Добро. Ова место е предизвик да видиш, овде е историја. Не на Скопје, на Македонија. Овде се вика и Дадја, а? Да, и Дадија И М, Дадја. и Дадија М. И Дадја М. Да. Зошто и Дадја? Зошто М? Има нешто посебно приказна позади тој име? Има долга приказна на самиот зид на столбот на оваа кафана стои Добро. сликата на дедо Ефто Цветановски, Добро. кој што далечната 1927 дошол во Охо. Скопје. Ја Уште малку 100 изградил. години, да кажеме. Да. Ќе правиме прајно е 90 години, ќе биде и 100 години наскоро.
дошол во Скопје со својата фамилија и нашол добра локација. Океј. Спроти еден гарнизон тука и тоа било турска гимназија и Турска гимназија, да, беше, добро. и според тоа име уствари тоа значи и дадија. Места така посебни за кафани и све тоа, секогаш се прават блиску од место каде има луѓе, се прават на киош. Од овде гледам сме блиску, сме на киош од сем. Да, Убаво да, место, да, се да, гледа од сите страни. Да, апсолутно, да, како на некој сквер доаѓа тука, нели? Тоа е значи почетокот на кафаната 28 година, кога почнува војната, односно кога со завршувањето на Втора светска војна, кафаната им ја одзимаат на семејството, ја национализираат. Потоа 92 година е вратена во собственост на фамилијата Цветановски. Меѓутоа после наследниците не се договориле, па ја поделиле на два дела. Така да овде останува. Да, знам, има еден дел овде, еден дел. Да. Ова е Идадија М на Миле Чатал. Добро. На Миле Чатал, познат во Скопјето, многу харизматичен човек. Марко како вас? Да. Па да. Чатал му е затоа што еден надимак, нели како во Прилеп што разговаравме, многу надимаци, така и во Скопје. Точно. Многу се чаталел. Чатале, дога се покажуваше така. Сакал да биде фраја, да. Па Марко сите сме такви, не? Бил доста музикален, свирел контрабас, знаел да се собира тука со другарите, со пријателите, да има дружба, да. Иначе ова извинете ги прекинам, да, навистина гледам многу газди што се сакат да има така друштво и многу газди што имаат, да кажам, малку можности, си прават кафани за да си имат пријателите блиску од нив и да уживаат, да се чаталате, како вие кажувате. Па така, мене навистина така е малку нешто. А убаво е тоа, навистина, да си имаш твој ресторан, да си имаш свој место каде може пријателите да дојдат, да уживаат со убави јадења како имаме денес на маса, со една убава ракија, како ни поздравите денес. На здравје. На здравје. Добро дојдовте. Па. На здравје. Навистина. Добре дојдов. И ајде продолжите, извините, тоа ми сакав да го кажам така. Па да, значи тоа е значи семејството кое што реков ја основило оваа кафана и кое што до ден денес трае. Јас дојдов тука како еден предизвик да продолжам таа традиција. Браво. Тука се соочив со еден од организаторите на еден настан кој што секоја година, односно секој 1 јануар се случува. 1 јануар. 1 јануар, да, тоа е Дебармалско утро, Дебармалско оро. Да, го видов тоа него. Сите тогаш спијат, само дебармалците не спијат. Бе, објаснете ми ништо, да, гледаме ти, кои сте вие? Да. Добро, јас сум Тони Стојановски. Тони Стојановски, добро. Спортски коментатор, инаку сум скопјанец, Добро. роден овде и со еден дел од моето семејство гравитирам кон овој дел од градот, значи кон Дебар Мало, Рузвелтова 46. И Идадија има една традиција која што е, предпоставувам, уникатна во светот. Тоа е 1 јануарското утро. 10 часот, најтешкото, така е, најтешкото утро. Во 10 часот се собираме овде, тоа се луѓето кои што гравитираат во Дебар Мало и во Идадија, иако тоа е утро на кафаната Идадија. Не е на Дебар Мало како местност. Меѓутоа дебармалци доаѓаат овде со намера, со желба да си честитаат среќна нова година. Први. И доаѓаат само мажи. Што е интересна работа. Доаѓаат и жени, меѓутоа главно традицијата е таква. Јас имав среќа, привилегија, чест, но знаете и одговорност. Да бидам кум во една година, тоа е 2020-та, затоа што претходниот кум го предава кумството на тој ден, на 1 јануари, на наредниот, и така натаму, па фати корона и неверојатно, и сигурно сум првиот кум што бил 2 години. Идадија го празнува тоа утро од 1928 година. Тоа значи за 5 години од сега ќе прави 1 век. Браво. И мислам дека во
тој сегмент е уникатна, единствена не само во Скопје, во Македонија, туку во еден поширок регион. Има на Балканот градови кои што се поемски и така натаму, и пред Идадија, меѓутоа Идадија е символ на Македонија, символ на поемштината, символ на пријателството, на добрата песна, понекогаш на убавата ракија, најчесто на убавата храна и на другарството. А за нас македонците многу е значено. За мене лично најзначено, затоа што малите народи, како македонскиот, мора да се држат до традицијата за да опстојат. А ние во Идадија ја одржуваме традицијата. И знаете како, додека постои Идадија, ќе постои Македонија и македонскиот народ. Не е тоа дека Идадија го создала македонскиот народ, меѓутоа символично. ве разбирам. Символично, додека постојат ваквите традиции мали, така ќе меѓутоа во душата големи, ние ќе опстојуваме и тука нема никој да не запре. Јас сум многу горд што ве запознав денес. Можеме пак да наздравиме на това. На вистина, на здравје. На здравје. На Идадија, на Македонија, на нас. Супер, браво. Благодарам. Ќе мора да пиеме. Ама ќе мора и да јадиме. Оти со шефот доле приготвивме неколку јадења што се вашите специјалитети. И тоа се старински специјалитети што се направени ицо од почетокот од кафаната. Ни објаснуваше, имавме прилика да готвиме убава плескавица, ова е ражнич, расурен ражнич. Селски расурен ражнич, да. Точно, имаме овде сирење во дома, не, ова се Тоа се тиквици во сос, во доматен сос. Тоа е мезе тавиче. Да, и ова е и тоа е мезе чатал. Значи имаме плескавица керпич и мезе чатал, тоа е символика, едното име е за Миле Чатал и едното име е за мене. Браво. Ќе јадиме овде 100 години традиција. Секако, да. Пошто се почнуваме? Пошто почнуваме точно? Со топлото предјадење, секако. Дали сакате од тиквиците во сос или од мезето Јас ќе пробам. тавиче, само повелете. Да ви кажам право, јас ќе почнам од, знаете, од многу зборење ми се прејаде. Да. Ќе пробам овде од тиквицата. Да ви кажам право, тоа е многу баво. Солината е брв. Пазете само. Вала. Мене ми се познати овие јадења. Моето друштво, јас морам да го споменам. Затоа што повозрастните ја пренесуваат традицијата на помладите, па се надевам јас ќе имам некому да ја пренесам традицијата. Јас, на пример, Марк, ние веќе не те доживуваме тебе како странец. Те доживуваме како македонец. Фала многу ми Но јас даре сум знае, македонец, јас многу често кога ќе дојдат странски гости во Македонија ги носам во Идадија. Затоа што има приказна. Прво го раскажувам ова што го зборуваме сега. Има, тоа е тоа. И тие, знаете, ја чувствуваат таа приказна. Ке вкусот од оваа прекрасна храна и кујна ке го слушнат муабетот за Идадија и се надевам дека ќе ја пренесат приказната кога ќе се вратат дома. Точно така. Бевме во Скопје, во Македонија, таму има вакви кафејани и така натаму. Да, мора. И ајде, сега не сум го кажал ова никому. Например, мене Идадија ме потсетува на еден париски локал, Волтер. Волтер. Да. Во шпанското мало, што би рекле ние, од спротивна страна на Сена кај Богородичната црква. Има такви кафани, да. И има една Волтер што и според големината е токму како Идадија. За жал, не можам да научам, не можам да споредам, не во смисла на тоа која датира, од кој век и така натаму, која е постара, меѓутоа наша Идадија, јас сум убеден дека може да се спротивстави на која било кафејана. Точно. На овој простор, балкански и во Европа, според својата традиција и според својата приказна.
супер си поминавме внатре. Сега сме надвор во вашата убава тераца, да кажеме тераца веранда, најубавото место што имаме поглед на улицата и све. Убав десерт, баклава. Да, ќе пробаме, ќе дегустираме, ќе видиме после како домашна да. баклава? Да, апсолутно, апсолутно. Гледам има една смоква. Па да, смоквата е нешто препознатливо за Македонија, посебно за југот, за Гевгелија, за тој дел, така да тоа е неминовно кај нас, да старински традиционални јадења, тоа е дел од десертот и повелете пробајте. Ќе ја пробам, обавезно. Има нешто друго што ми беше чудно, господинот ми кажа ти е новинар, спортичен новинар, како се кажа? Спортист новинар, спортски новинар, да. Ми кажа ти имате нешто легендарно направено или кажано Тоа е легендарна негова изјава. Што направи? Што беше на тоа? еден спортски надпревар на репрезентација на Македонија и тој е пред да дојде таа изјава. Јас добро, мојата кариера е 25 години, но она што е интересно за Идадија, за Скопје, Идадија беше кафејана, јас се сеќам како дете, 80-те години, кога практично цело Скопје навиваше за Вардар. Фудбалски клуб Вардар, кој што 87 беше шампион на Југославија, поиграше во Лига шампиони со Порто и така натаму, а Порто беше европски првак во тој период. Постоеше една традиција која што е исклучителна. Таа е убава, како да ви кажам, тоа кај мене побудува многу убави чувства. Недела, обично се играа на преварите. Добро. Првата лига на Југославија тогаш, така е. Цела Идадија, единствена тогаш, беше исполнета со навивачи на Вардар, кои што ќе дојдат да каснат кебапчиња, пивци и така натаму, ќе појдат да навиваат и ќе се вратат да прослават победа или да жалат за пораз. А на звучниците во Идадија одеше Радио Скопје. Коментарите на моите колеги, вашите колеги тогаш, кои што јас ги слушав исто така, кога Вардар играше на гости, не дома. Добро. Дома бев на стадион. Кога играше Вардар на гости, и јас така практично се нафатив, се влюбив во професијата спортски радиокоментатор. И сега се менуваат времињата, радиото веќе не е медиум кој што е силен, телевизијата е посилен медиум. Има се дополнува да кажеме И сега работам на телевизија. Меѓутоа, Идадија, Вардар и уште еден клуб кој што е малски клуб, и е формиран на 300-400 метри од оваа тераса каде што сме ние, тоа е фудбалскиот клуб Работнички, се поврзуваат со Идадија. Спортот на Скопје, фудбалот, кој што е повеќе од спорт, постои фудбал и постојат други спортови, исто така се поврзуваат со кафејаната Идадија. И во Дебармало се вели, не е тоа моја реченица, на еден мој повозрасен колега, Работнички се сака, а за Вардар се навива. Но сите љубители на Работнички на Вардар главно доаѓаат во Идадија. Ако играат против еден друг, се случува? Такво ривалство не постоеше. Па и мислам и ден денеска дека не постои, затоа што обично играа во различен од преварувачки ранг. Добро. Меѓутоа, нема Дебармалец кој што ќе ви го каже составот на Вардар, а не го знае составот на Работнички. Не си знае. Добро, окей. Разбрав. Не е тоа како Бриж и Андерлехт. Не е така. Не сум многу за спор, ама Бриж и Андерлехт, знамо ти овие се големи ривали. Таа спрега исто не е значена. Нам, скопјани, вардарци, македонци. Идадија, Вардар и Работници. Работнички и Македонија. Работнички и Македонија. Обавезно. Сега Вардар не е во таква кондиција, не е во таква ситуација, се надеваме дека ќе се врати. Затоа што Вардар во едно време до распадот на Југославија беше синоним за Македонија. За Македонија. Ма мислам ти сега и ракомет има ракомет Вардар, има ракомет, има Вардар во ракомет беше 2 пати европски првак. Браво, Меѓутоа ракомет е една димензија, а фудбал е сосема друга димензија. И добро, и секој го доживува тоа. Даре знае затоа што е 10 години повозрасен од мене. Го доживува секој поинаку. Ние тогаш растевме во Југославија.
И кога ќе одевме на пример на наше море, на Јадранско море, да. сега е тоа се туѓи држави. Па туѓи држави Хрватска, да, Црна Јас Гора, се да. идентификував дека сум македонец во рамки на Југославија по ФК Вардар. Тоа беше така. Да, јас ќе се надополнам со еден момент. Далечната 78-79 година, кога исто Вардар беше во втора лига и утакмица која што се играше тука во Скопје со Трепча, толку многу народ, тоа беше стариот стадион, не ова јужна трибина што беше, не. Окей. Имаше на друго место имаше стадион? Не, на истото место, само стар стадион, да, исто култен стадион, со многу народ, со коњаница полиција, со Вардар тогаш победи и влезе во прва лига. Ќе се надоврзам и со Чичко Дончо, Андон Дончевски, кој беше скоро гостин тука исто кај нас не посети. Андон. Да, тој е бивши, тој устари ќе остане за секогаш Тренерот на Вардар во таа 87-ма кога Вардар стана шампион на Југославија. Така, да. И кога играше во Лига на шампиони, куп на Меѓутоа и шампиони. селектор на македонска репрезентација, прв селектор на македонска репрезентација кој што ја водеше Македонија. И многу спомени тогаш остана, вративме назад, тука се и сликите, значи што Да, гледам зидовите ми се полни од стари слики до Скопје, од Вардар, да. Тоа се скопски клубови, тука е Скопска победа, таму игра еден мој дедо, Тодор Дирмов, Вуната. Тука е татко ми Благој Георгиевски Керпич, кој што во... А вие не играте фудбал тогаш? Ти гледам, слушам дедо, па... Па не, јас, моите другари игра сите, значи... Вие бевте појќе во навивачите? Јас со едно вако фичо ги возев на стадион Дарко Панчев, Коки Аврамовски, Саше Раптап, Јовица Неловски, се дружевме сите со таа генерација, со Васерингов премногу дружби, така да ете ги сите на тие слики. Сите слики. Меѓутоа, сакам да кажам дека имаат освоено 3 пехари и донесено во Скопје, во Македонија. Тоа е генерацијата 49-та, која што играл татко ми. Пехарот го држи доктор Миле Миланов и тој е првиот пехар донесен во Македонија, во Скопје. После е генерацијата на Чичко Дончо, 61 година куп на Југославија и после 87 година со Рингов, Панчев, да не ги набројам, Најдовски, Канатларовски, сите таа. И тие пехари се слават во Идадија. Тие се Вардарови пехари, но да не заборавиме дека сепак ова мало овде е на работнички. Браво. Многу горди сте, се гледа, се слуша. Комитите се дел од Вардар, тие се, значи, баш таа шампионска година, мислам, создадени. Мада, јас кога навивав на таа утакмица со Трепча, беше исток навивачи и стварно беа, меѓутоа после го добија името Комити. Добро. Да, долго години се дружевме. Зошто Комити, посебно име, нам Комити доаѓа тоа, да. Тоа е веќе историја. Комитите пред 2 века во време на османлиите се четите кои што се борат против, мислам, така е, работат за ослободување на Македонија. Ете така, да. И војводи. Војвода е тој што ја води комитската четка. Комитската четка, да. Се поврзуваат, да. Така што ете имаме ние некоја конекција, сензибилитет, некој кон тоа име. Во тоа време Вардар беше, како што реков, репрезентација на Македонија, представник на Македонија во југословенски рамки и Чичко Дончо, што го спомена Даре, закачил, јас не сум влегол во таа сублекувална, меѓутоа имиња, односно слики на војводите, и за да ги мотивира, знаете како од Гоце Делчев до Пито Гури и така натаму. И тоа даде резултат. И тогаш е формирана таа навивачка група. Комититите. Навивачка група Комити, супортер, од навивачи. Така е, супортер. Така е. Окей, сега научивме нешто, да. Сега, извините, многу ми кажува, вашата легендарна изјава, што е таа легендарна изјава? Добро, тоа не ме кажавте уште. Зборивме од пуно ствари, само е вашата изјава не ја знам. Македонија се пласираше прв пат на Европско првенство во фудбал. Добро. Ја победивме Грузија
во Тбилиси, тоа е 2020 година во ноември, во на тешко време на корона и Корона, така натаму. И јас со мојот колега Горан Стериов го работевме тој пренос. Добро. И тоа е исто тешко време за Македонија од други аспекти. Од други аспекти, ајде сега да не го обременуваме муабетот. И Македонија се пласира во фудбал на европско првенство. Ние имаме многу ракометни првенства, имаме одбојкарски првенства, кошаркарски првенства. Ама сега фудбал дојде. Меѓутоа, фудбал е фудбал. Фудбал е надвор од сите димензии. И јас полудев. Судијата одсвири крај и полудев. И кажав се што ми лежи на душата. Ајде. За сите ситуации што и се случуваат на Македонија за тоа тешко бреме. И ген, еве на Европа, еве на таму, меѓу сите. Тие што ги описменивме, не дочека наредниот јуни. Не ја поздрават нашата репрезентација, не стојат мирно на нашата химна. Ова е порака од сите, православни, христијани, македонци, албанци, турци, што играат за оваа репрезентација. Нека нашата држава треба да ја чува тие што ја водат. И едните, и другите, и третите, и четврти. Ова е голема победа за Македонија. Ова е победа за радост на душата. Да цитирам зборови од нашата поезија. Сега душата се радува затоа што има зошто душа да е. И завршив со една реченица што ми е позајмена. Таа не е моја, таа е од Кочо Раци. Од нашиот легендарен поет, од Татунчо. Неговата реченица е Блазе речи на душата затоа што има зошто душа да е. И сега јас малку го модификував тоа и реков сега душата се радува затоа што има зошто душа да е. И ден денеска, ете, ќе поминам по некоја улица, ќе ме сретна некој и ќе рече душата се радува сега. Браво. А душата се радува и кога сме во Идадија, поради се она што го споменавме. Таа релација за Старо Скопје, за Македонија, за првојануарската традиција, за традицијата со ФК Работнички и ФК Вардар и поради стиховите што овде се пеат треба да се редовно, кога јас сум со моето друштво, Даре знае. Има исто стих кој што е одличен. Вели, збирајте се во Идадија, мејана со златна тапија, бело утро да ви измие, дебар мало не спие. Вау, па тоа е за мене најубава реченица што може да се каже и крај на нашето убав момент што го поминавме заедно. Па ќе кажам, ми се заблагодарувам многу на вас што дојдов овде. Многу ми е мило што ве запознав. Не сум голем спортист, се гледа, ама со вас уште една работа. Со вас, да. Уште една работа од таа 94-та. Еден од најстресните надпревари што јас сум ги гледал на телевизија е фудбалски надпревар од Белгија Македонија, Даре ќе се сети. Тоа е ноември 94-та. Одигравме 1-1 во Брисел. Добро. На Кинг Бодуан. Да, Бодуан. Така. И Чоко Бошковски даде гол. Вујо Станојковиќ центрираше, Прудом. Мишел Прудом направи грешка. Тоа е славна генерација на белгиска фудбалска репрезентација во тоа време. Со Енцо, Шифо и така натаму. Да. Ќе се сетиш 1-1. Кога тогаш мене не ме стрефи инфаркт покрај телевизор, за да издржиме да биде 1-1. Никогаш. А 1-1 беше голем резултат за Македонија тогаш. Тоа беа првите квалификации кога Дончо беше селектор, а трет надпревар во тој квалификацијски циклус. И уште нешто, на тој надпревар Македонија се уште не беше докрај меѓународно призната држава. И на инсистирање на Белгија се интонираше македонската химна. Браво. И тогашниот мој тогашниот коментатор на македонската радио телевизија, легендарен Таско Костовски, рече од сега натаму јас ќе навијам за белгиската фудбалска репрезентација, меѓу другото затоа што белгиците рекоа на крал
Бодоан стадионот, да. ќе се интонира белгиската, но ќе се интонира и македонската Македонската, химна. започна. А македонските навивачи ги закачија знамињата, кои што исто така не беа признати и беше проблематичен период на трибините, таму никој не смее да Во реагира. тогаш има поврзано со Белгија, гледате. Супер. Ете тоа е. Браво, Тоа е. па тоа е тоа. Тоа е. Да. Слушам, имате така една песна посебна, нешто една химна за кафаната. Навистина имате така химна за вас? Па да, тоа е легендарна песна македонска, која што секој 1 јануар, значи на собирањето на дебрамалците се свири, се пее Ој Вардаре македонски. Ој Вардаре македонски. Така Да, се вика песната. таа е, Добро. да, на познатиот наш Јонче Христовски. Автор, да. И која што во сите други моменти тука се пее и таа е химна на кафаната. Кои се првите, да кажем, зборови од таа песна? Може да ја пеете така малку на брзина? Па Тони е по пеењето моци. Он ќе знае Па точно. не знам дали Кажете сега. неколку првите зборови така да од песната да го знаеме кој е химната. Следе Скопје, Вардар тече, Вардар река распеана, Ој Вардаре македонски, Браво. од извора дур до Солуна, Ој Вардаре македонски, Браво. ти ја красиш Македонија. О, браво, браво. Па тоа е тоа. Иднината никако да дојде, минатото никако да си отиде, а ние овде глумиме сегашност. Ова го напишал Горан Стефановски во Тетовирани души, а јас велам, ние овде му оддаваме почит на зборот и делото на овој великан од Дебермало, на денот на неговото раѓање. Горан Павина Владко, ви благодарам што дојдете сите. За неговата изворедна глума. Ако се добро знаеш. Ова наша авантура е како расипан телефон. Играта која памтам од детството. Секоја претходна приказна не носи на некое ново место. Со Зоки Малјот говоревме за Горан, токму на ово место во минатата епизода од Дебермало. Колку е навистина чудесно ова мало. Но, понесено да раскажите на Керпиш и Тони за фудбалот и комитите, одам да се сретам со нив, да ги запознам. Дечки, еве го бе Марк. Чекајте, дечки, вие сте комитите? Ја ви слушам дојдат, ја ви слушам, ја ве барам секаде. Вие сте? Па ние сме секаде има повели на Софра. Ајде. Добре дојдовте. Супер. Една чаша за мене? Една Една обавезно. чаша и за мене? Ајде. Добар. Ајде. Не треси така, Полека. Остави чашата. Треба има, ајде. Ајде, добре ни дојдовте. Дечки, Како почнува денот, многу јако. На здравје. Мислам денеска ќе ми биде тешко. Може не на вас, ама на мене би ќе ми биде тешко. Ајде. Скопје, Вардар врви, Вардар река распеана, Ој Вардаре македонски, од извора дур до Солуна, Ој Вардаре македонски, ти ја красиш Македонија.
Огромно на здравие. Огромно на здравие. Огромно. Да наздравиме за Вардар и Македонија. Обавезно. И за Чичкриле, Жабар. Ајде. Ајде, нека му е лесна земја. На здравие. Ајде. сите. На здравје. Ајде. На здравие. Ау. Епа, тоа е таа приказна која што се пренесува од генерации на генерации. И татко и дедо за Вардар навивале, не џабе го кажуваме тоа. Тука го имаме новото поколение на жабари, значи Самуел, Браво. после Илија, значи Илија е више од времето. Тука кога сме седеле на оваа кафана, овде ни е најубаво да седиме, знаеш зашто? Затоа што Погледот и свето. погледот и Кале и Вардар реката тука. Меѓутоа не само тоа, колоната на луѓе кои што доаѓаат од плоштадот наому. Тука ги гледаме сите и знаеш, тука сме на Ачик, се поздравуваме здраво. Што повише луѓе познаеме, значи си ги бележиме, имаме тефтер тука, попис правиме секоја утакмица. Кој е присутен, кој доаѓа, кој не Ама доаѓа. те, кој- извини што ме прекинувам. Знам и слушнав од има други легенди што живеат уште овде во околината, во Скопје, во Сега ќе се јавиме. Сега ќе му се јавиме Кој на тој на човек? Васе. Како се Васе, Васил Рингов. Васил Рингов. Васил Рингов. А Чичко Васко сега ќе му се јавиме да дојде да ни се придружи. Ајде. Ајде. Со ова песна позади. Почекај малку. Ало. Добар ден, како сте, господине? Како сте на легендо наша? Па се надеваме дека секогаш ќе бидете добро. Ние сме тука кај Жабарот во едно многу убаво друштво, ве чекаме да дојдете. Дали ќе може да ни се придружите? За Вардар разговараме, како и секогаш. Ние немаме други теми тука, значи само Вардар и Македонија. Све друго е значи поврзано со тоа. Вели дека имал закажано тука некаде во близина. Можам да го имам телефон, да видам со него дали има. Ја можам да се видам со вие него. директно, да најубаво разговараме. така. Ало? Да, здраво господине Васили Рингов, така беше вашето име. Супер, мило ми е, јас сум Марк. Снимаме убава емисија Авантурите на Марк се викат. Сакам да разговарам со вас, сакам да се слушаме, да се видиме, да разговараме. Не можете да дојдете. За жал. Дали може утре да се видиме, да разговараме утре са бајле или нешто така? Може? О, многу мило ќе ми биде. Да? Утре? Каде живе? Кучково. Да се видиме во една кафана. Добро. Како се ви? Златно буре. Златно буре. Добро, ајде. Договорено. Се гледаме утре. Златно буре, утре са бајле. Ке доручкуваме заедно. Ајде, договорено. Ви благодарам. Имајте убав ден и се гледаме. Фала ви многу. Поздрав до Рингов од нас. Чекај. За кого? За кого? За Вардар! Од сите комитите. Слушајте. Васил Рингов! Ете така. Васил Рингов! Ете тоа за вас. Се колнам во името Господово и пред светиот крст дека ќе бидам верен на заклетвата наша слобода или смрт. Ја прекршам ли да бидам казнето од оружјето кое што стои пред мене? Да. Да живее Македонија. Да живее Македонија. Сега си наш брат. Сега си наш брат. Јас секогаш го кажувам тоа и го почитувам слобода или смрт. Слобода или смрт. Браво. Дедо ми се бореше за това. Браво. Само години македонци, каде и расте. За многу години мој народе, за Македонија. Нели ви реков? Дебермалските авантури се како да играте расипан телефон. Една приказна ве носи на следната. Но овој пат телефонот беше исправен. Еден телефонски разговор не носи во следната авантура на дружба со легендата на македонскиот фудбал, Васил Рингов. Приказните, а со тоа и нашите авантури се надоврзуваат. Се гледаме за 7 дена со нови авантури.